За попладнево е закажан прием на организациониот одбор на протестот кај францускиот амбасадор, кому ќе му бидат образложени студентските барања. Денеска се собраа пред Републичкото собрание, пошто продолжија по Скопски улици. Барањата и таму остануваат исти, меѓутоа денешниот одзив беше видно послаб и протестниот собир заврши за помалку од 2 часа. Од премиер Ранко Црвенковски се бара изнесување докази врз кои ќе ја подкрепи својата изјава од 23 февруари дека студентско-средношколските протести се организирани од штабови за кои стојат така наречени мразни сили. Беше речено на првата заедничка пресконференција на Либералната и Демократска партија. Според председателот на Демократската партија Петар Гошев, од изјавата на премиерот Ранко Црвенковски произлегуваат 2 поенти. Прва, дека организирањето на студентско-средношколските протести се врши од нечии партиски штабови, така наречени мрачни сили, кои сакаат да ја дестабилизираат државата. Втора, дека за таквите дејствија ќе се преземат сите расположиви уставни мерки. Изјава од ваков тип е опасна, вели Гошев, поради тоа што во вакво широко дефинирање на проблеми кои социјално и политички ја дестабилизираат држава, може да се идентификува и незадоволството на работници и ограбените штедачи. За Гошев изјавата на премиерот Црвенковски е директна закана на демократијата во Македонија. А тоа ќе се потврди дека е закана ако господинот премиер не излезе јасно со идентификување на таквите сили, со докази против тие сили кои што наводно сакаат да ја стабилизираат Македонија. Лидерот на либералите Стојан Андов ги поддржа измените ставови на председателот на Демократската партија. Ние, нашата пратеничка група, ќе побара посебна седница на собранието, со повик до премиерот ги изложи сите своји докази, сите аргументи и по тоа водиме расправа. Во врска со протестите на студентите и средношколците, лидерите Демократската и Либералната партија истакна дека законот за педагошкиот факултет би требало да биде составен на законот за високото образование. А коментајќи ги заклучоците од донаторска конференција, Стојан Андов истакна дека тие се резултат на неуспешната економска реформа спроведена последниве години во Македонија. Членовите на Демократската партија, кои се против обединувањето со либералите, сметаат дека најавениот потек за интегрирањето на овие две партии е нелегитим и дека Демократската партија ќе општен ден од започнувањето на демонстрациите. Демонстрантите повторно на старата локација пред собранието на Република Македонија, овој пат без гласот користени изминативе 2 дена. Средношколците и студентите денес беа зајакнати и со учениците македонци од сите 4 тетовски училишни центри. Тие во Скопје допатуваат со автобуси, приватни такси возила. По пристигнувањето на тетовчани, сите демонстранти правија прошетка овој пат по скратена рут од собранието до платото пред владата на Република Македонија и повторно пред Македонскиот парламент. Тука демонстрантите куса се задржаа, потоа се упатија до старото Скопско сајмиште, каде се чекаа автобусите за враќање на тетовски средношколци. Некој се понуди средношколците во Тетово да врати со фургон. Ваквиот транспорт беше спречен од службениците МВР. Организаторите на протести попладнево ќе бидат примени во Француската, а утре наутро и во Руската амбасада. Свој став за студентско-средношколските протести на пресконференција предпладнево изнесува студентите албанци од педагошкиот факултет. Поред нив, овие протести на најгруп начин го повредиле достоинството на младите албанци. Затоа, рекоа студентите албанци, решивме со отворено писмо да се обратиме до директорот на Директоратот на младината на Советот на Европа и другите младински организации. Прашања што се од суштинско значење според студентите албанци, а кои ќе бидат содржани во писмото е: прво, Македонија, рекоа тие, станува бастион на ксенофобија и етничка нетрпеливост. Второ, на македонската младина и паднаа маските пред меѓународната јавност. Трето, студентите албанци, како што беше нагласено, нема да се откажат од гарантираното право на мајчин јазик на сите нивоа. Апелите за наше придружување на барањата од истите оние кои извикуваат националистички пароли, рече Емрие Садицка, ги оценуваме како цинични и апсурдни. Новинарите праша, како студентите албанци кои ја осудуваат ксенофобијата и етничката нетрпеливост, ги коментираат паролите и слоганите што се слушна во Тетово, како ова е Албанија или македонци селете се. Дали албанскиот народ може да толерира со време некој да ги наведува? Ја не верувам дека во Тетово имала такви извици за македонците, се извинам, тоа го гаси помори, ја тоа во никој случај не го верувам. Така на сите албански студенти што се на педагошки факултет моментално, сметам дека никој, било тоа албански или од македонци, никој не заслужува некој да го вредува национално. Макар тоа да го прават и албанците. Но нека тоа не е во. Ако сакаме да живееме заедно, треба понекогаш да барем меѓу нас да се однесуваме.
Ќе го почитуваат ли студентите албанци законот за педагошки факултет? Законот е донесен, ние може би ние целосмани се пак го подржуваме. Студентите албанци на денешната пресконференција уште рекоа дека не се согласуваат со одлуката на наставно-научниот совет на факултетот семестерот да биде заверен со потписи на професорите, туку бараат административна зада. Затоа што потенцира тие, за да земеш потпис од некого треба да му ја посеваш наставата, што со нас не беше случај целиот зимски семестар. Такво барање на студентите според нивно тврдење, деканската управа не го прифатила затоа што одлуката на советот е понаква. На забелешката на вашиот новинар дека тоа повторно значи ќорсокак, реакцијата беше тврдо климање со главата и покрај изречената определба, Ние сме дојдени тука да фираме, а не да бојкотираме. Реагирање. Либералите и демократите на днешната пресконференција побараа премиерот Црвенковски да ги посочи штабовите и мрачните сили кои според него стојат зад протестите. Колку тоа премиерот не го стори, тие таквиот настап ќе го сметаат како закана за демократијата во Македонија. Одавна имало такви застрашувачки изјави, рече Петар Гошев за минатонеделната изјава на премиерот Црвенковски, некакви си штабови на мрачни сили и казнување на идите во име на заштитата на уставот стабилноста на државата. И дека не ги идентификува, но се веројатно затоа и не предпримаат еднаш и мерки од законувачкиот тип. Ако го е тоа така, тогаш е многу можно и да се измислат штабови. Докато не се даде одговор кои се мрачните сили, истакна Гошев, ќе сметаме дека за сценариото што се објавува стои исклучиво СДСМ, сакајќи